Здраво на сите. Продолжуваме да вежбаме без разлика на времето, нели? Застанете во стоечка позиција. Дојдете, дај ми го тоа. Застанете во стоечка позиција. Исправете го целото тело. Осетете го денот, осетете свежината на текот на овој ден. Со вдишување двете раце од високо горе и се истегнуваме силно, силно, силно со тоа што се подигаме на крајот на прстите и нежно во ритам удираме со петите на подот. Направи така едно 4 пати уште. Одлично. Сега рацете како што се горе пуштени, десната рака оди позади кичмата, а левата рака ја ставаме на нашето рамо, нозете се благо раздалечени. И одиме лево-десно неколку пати. Потоа двете раце одат пак горе, одиме од другата страна. Левата рака сега позади е. Десната рака е на нашето рамо. Одлично. Двете раце расшири ги и сега одиме наизменично. Едната рака оди позади, кај половината, другата позади темето на главата. И правиме напоредно, именуваме страните. Продолжи во тој ритам. Океј. Потоа стави ги дланките позади темето на твојата глава и одиме едниот лак бутка надоле, другиот бутка нагоре и убаво странично се истегнуваме. Ако двата лакта одат кон десно, левата страна на телото се истегнува, одиме од другата страна. Нежно истегнување. Утренско истегнување. Потоа двете раце се високо горе и одиме до доле штипалка, со тоа што ако ви е тешко на почетокот ги клекнувате и колената. Значи дланките одат напред, одат полека доле, до каде што можеме, ги подклекнуваме колената, ја пуштаме главата доле, плешките се отпуштаат и од оваа позиција правиме скок со десната нога позади. Најпрвен колената се исправени, одиме напред-назад малце да се почувствуваме. Потоа го спуштаме коленото на нашата десна нога, левото колено и левото стапало се во иста линија. Оковите буткаат напред, тоа значи дека десната нога убаво назад извлечија, а брадата бутка нагоре во позиција на јавач. Од позиција на јавач извлекуваме левата нога и ја носиме кон десната и влегуваме во куче со наведната глава. Тука е важно да петите ги позиционираме на подот, грбот и главата буткаат кон бедната и задржи го своето внимание малку на притисокот, на петите на подот. Од тука ги виткаме колената и влегуваме во дете се исправени раце, челото доаѓа на подот, рацете се истегнати. Со издишување до максимум влези во позицијата. Од тука полека го лизгаме телото напред и влегуваме во кобра. Значи позиција на кобра, дланките се под нашите раменици, лактите се покрај телото, нозете се споени. Главата полека ја подигаме нагоре. И во крајниот момент се подигаме целосно на силата на нашите раце. Од тука влегуваме повторно во куче со наведната глава, пети на под, глава и грб буткаат кон бедрата. Десната нога оди напред помеѓу двете раце, левата останува позади во јавач. И веќе препознавате дека го работиме поздравот на сонцето, серијата на вежби поздравот на сонцето, за кој што велат дека правејќи го овој, изведувајќи ја оваа комбинација на вежби, ги активираме истовремено сите енергетски центри. Исто така, поздравот на сонцето, бидејќи од 12 позиции, е поврзани со 12 планети.
Од тоа десната нога ја носиме кон левата, дланките се на подот, позиција на штипалка, осетете го телото, двете дланки ги подигаме напред, 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 па одат високо горе и назад во лак се извиткуваме. Диши длабоко, затвори ги рацете, во молитва, издиши, поклони се. Денес, освен на сонцето, се поклонуваме и на месечината. Денес е полна месечина, Гуру Пурнима, најголемиот еднаш во цела година, одиме проложуваме понатаму. Лак, од лак одиме кон штипалка. Значи, од сите полни месечини во цела година, календарска година, денешната полна месечина е најполна, тоа значи дека умот наш е најактивен и најбуден. Штипалка застани, осетија контактот на телото, на дланките со подот, контактот со земјата. Сега левата нога оди позади, остани први, не ја спушти го, спуштај коленото на подот, малку напред-назад и потоа спушти го коленото, влегувајќи во јавач. Значи, кога месечината е најполна, тогаш умот е најбуден и најактивен и затоа на вакви денови се препорачува да работиме духовна пракса, која и да е таа што ја практикувате, може да е вежбање или јога, може да е молитва, медитација, што и да е, за да всушност го држиме умот зафатен со повисоки работи, со духовни работи, за да биде мирен и смирен, а не со материјални и земски работи. И затоа е убаво што денеска сите вежбаме јога. Всушност убаво е секој ден да вежбаме јога, нели, како што ние правиме. Од тука одиме во позиција на куче со наведната глава, значи ја влечеме десната нога кон левата, пети на под, убаво влези. Остани по неколку вдишувања и издишувања во секоја асана, за да го искористиме максимумот. Свиткај ги нозете во позиција на дете. Од позиција на дете одиме доле, лизгаме на подот до кобра. И од кобра се подигнуваме нагоре, полека во силата на нашите раце. Од тука одиме во куче со наведната глава. Десната нога оди назад, левата оди напред, десна напред, лева назад, јавач, лева нога покрај десна, штипалка, двете раце високо горе кон лак. И од лак одиме во позиција на молитва и се поклонуваме, ќе направиме уште еден циклус. Со вдишување двете раце одат во позиција на молитва. Двете дланки одат високо горе и назад во лак. Високо горе и напред до земјата. Во штипалка. Десна нога назад. Лева напред. Јавач. Лева нога назад. Куче со наведната глава. Позиција на дете. Позиција на кобра. Куче со наведната глава. Левата нога напред, десната позади, јавач. Десната нога напред, штипалка. Двете раце напред и назад кон лак. И позиција на молитва, ова беше десната страна на телото, одиме уште левата. Вдиши, подигна главата, издиши, поклони се.
Одиме двете раце високо горе и назад. Високо горе и напред во штипалка. Левата нога позади, десната напред во јавач. Остани малку неколку минутки тука, во оваа позиција. Левата дланка пушти ја на подот, а десната рака подигни ја високо, високо горе. Изротирај странично. Пушти ја десната дланка. Од тука одиме во, извлекуваме десната нога назад, кон кучесо на ведната глава. Тука направете неколку пати. Подигни прсти, стапала, притисни на под. Од тука одиме во позиција на дете, свиткај ги нозете, рацете се исправени, чело на под, остани така, притисни со задникот кон петите, значи да не ти бега задникот од петите, па се лизгаш на подот полека како кубрите, се додека не дојдеш со целиот стомачен дел на подот. И од тука лактите се покрај тебе, челото е на подот, рацете се под лактите, полека се подигаме нагоре, со тоа што главата допира првин чело, нос, брада, па брадата е таа што ја бутка главата нагоре, во кобра која што полека ја подига главата, и потоа полека се подигат и на силата на вашите раце, за да влезите во кучесо на ведната глава. Десна нога напред, помеѓу двете дланки треба да дојде десната нога, така да прстите на стапалото и прстите на рацете треба да се во иста линија, како една линија да има пред вас. Тоа треба да биде правило за секоја една асана од серијата Поздрав на сонцето. Левата нога ја повлекуваме кон десната. Двете раце одат напред, 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 високо горе и назад. Двете дланки ги носиме во позиција на молитва. И ставаме во пределот на срцето, се поклонуваме и отпуштаме позицијата. Ова беше Поздрав на сонцето. Неколку пати вдиши и издиши, отпушти го телото и можеш да ја ставиш доминантната рака на папокот, другата на срцето и остани така во контакт со себе, со контакт со себе, со тоа што го имаш во себе. Она кое што сакам да го направиме, како кое што помага да се ослободиме од сите оние внатрешни блокади, стравови и стресови кои што ги носиме во себе. Е особено на еден ваков ден кога има полна месечина. Секоја полна месечина е добра за ова да се прави. Дланките пуштете ги паралелно до вашето тело, нозете се благо расширени. Она што ќе го правиме е ќе го движиме горниот дел на телото, значи од половина нагоре ќе се обидеме да се движиме, ги движиме рацете, се одираме, се тапкаме по телото, тоа е поврзано со внатрешното будење и со активирање на сите внатрешни органи и системи, но истовремено ќе издишуваме, вдишуваме преку нос, издишуваме силно, како да издишуваме од утробата, силно треба да го кажете, да излезе се од вас. Значи, ако вдишуваме, еве, раците одат кон лево, кон десно. Пуштете ги раците да ве удираат по телото. Застани мирно, вниманието сврти го по тебе, во просторот позади папокот. Еднаш длабоко вдишуваме.
Бавно издишуваме, телото го отпуштаме, бавно и полека. Одиме од другата страна сега. Вдишуваш од спротивна страна. Ха! 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 Застави центарот. Стави ја доминантната рака на папакот, другата на стомакот и остани така. Почувствувај раздвиженоста на енергијата низ тебе. Целото тело, се што имаш. Остави ги рацете до твоето тело, дланките свртени кон мене. Со вдишување двете раце одат високо, високо горе во позиција на молитва. Убаво горе истигни се, убаво задржи го воздухот и контракција на мускули на цело тело направи, на гениталии и на стомак. Со издишување дланките се спуштаат со звукот Х. И спуштаме до дола. Вдишуваме, свесно ја подигнуваме енергијата од земјата да помине преку нашето тело, се до горе до врвот, тука правиме задршка на воздухот, контракција на мускули на телото, со издишување ги спуштаме рацете надоле и полека, со издишување отпуштаме и дозволуваме преку темето да помине енергија, сончева енергија низ нашето тело. До доле, направи така уште 3 пати. Отпушти ги рацете. Еднаш длабоко вдишуваме. Бавно издишуваме. Можеме повторно да ги ставиме дланките на папакот и на срцето. Ментално во себе. Заблагодари се на сите големи учители, на сите мудреци, на сите ангели и архангели, на Бог, на твоите родители, за мудроста, за водството, за храброста што ја имале да се одважат, зашто без нивното споделување на мудроста, на заштитата, на благословот, нашиот живот можеби ќе беше многу потежок. Ментално во себе. Заблагодарете се и побарете им сила да може да го смените она што може да се смени. Заблагодарете се и побарајте трпение да го прифатите она што не може да се смени. И заблагодарете се и побарајте мудрост да може да го разликувате едното од другото. Ви посакувам на сите убав работен ден.
И се гледаме утре на последниот ден од нашиот утрински предизвик, на нашиот час, утрински час. Убав ден.